Тоа е реалноста. Топката е округла и фудбалот е немилосреден спорт. Во второ полувреме данците успеа да постигнат 4 гола и да не декласираат колку многу значи домашен терен. Тоа е тоа. Не е да не играме лошо, меѓутоа, еве, толку имаме среќа. 5 минути до крајот, Брент ти прашува дали Македонија ќе постигне гол. Да или не, до крајот. И вториот, како што знаете, веќе, на втора наградна игра. Исто. Која репрезентација ќе постигне последна гол во регуларниот ток на полуфиналните баражи? Моменталните резултати се глава боли. Чешците израмнија на 2-2 со Ирска и тука ќе има продолжетоци ако остане вака. Данска 4-0 веќе рековме. Италија со 2-0 оди кон финале на бараж за светско против Северна Ирска. Полска ја сврте против Албанија, води со 2:1. Словачка губи од Косово со 2:4, тоа е можеби најголемото изненадување. Украина со 0:3 против Шведска и швеѓаните се сигурни, и Босна израмни во Кардиф против Велс со англиски гол со глава на Един Джеко за 1:1 и тамо е егал. Значи, моментално имаме два меча каде се очекува да има продолжетоци. Тоа е дуелот во Прага помеѓу Чешка и Ирска, ако остане вака, и дуелот во Кардиф помеѓу Велс и Босна и Херцеговина 1:1. Данска и Шведска се сигурни, Албанија ако израмни против Полска и тука ќе има продолжетоци. Другите резултати се, кажи речи, сигурни, значи Шведска, Италија, Косово за сега и Данска сигурни заедно со Турција одат во финале на бараж за светско, а Украина постигнува гол против Шведска, намалува на 1:3. За сега кај Украина е последен гол, каде што има постигнато. Се враќаме во Копенхаген да видиме дали Македонија ќе дојде до гол. Ериксен влезе во второто полувреме. Данскиот Евергрин завршен мечот во Копенхаген. Не постигна Македонија гол, нема дрес.